Ќе започнам вечерва со една, може филозофска мисла, ќе каже некој. Ако умреш пред да умреш, тогаш кога ќе умреш нема да умреш. Да сваќате? Че она умирање за своето јас, ако умреш пред да умреш, тогаш кога ќе умреш нема да умреш. Односно и да умреш, пак ќе живееш како што вели Исус. Интересна мисла. Не е моја. Ајде еве да го погледнеме пак светилиштето комплетно, што се предворието, уште сме во дворот, значи. Зошто реков песната се погоди, затоа што во предворието ги гледаме двата елемента, бронзениот олтар и бронзениот миелник, за кој што ќе зборуваме вечерва, каде што всушност гледаме дека крвта и водата се средства за да не испират, за да не очистат. Инаку ќе зборуваме, како што кажав, за мијалникот, кој што се наоѓал, видовме, значи, веднаш после, значи, меѓу вратата на светилиштето и олтарот. Тука е мијалникот. Отвараме во Излез 30 глава. Сега дали баш вака изгледал? Веројатно може би повеќе вака изгледал. Ќе видите зошто. 30 глава Излез од 18 стих, тука е описот за неговиот изглед, вели, направи мијалник од бронза и подножје, значи, секојаш кој се спомнува мијалникот и подножјето негово се спомнува, од бронза за миење. Постави го меѓу шаторот на средбата и жртвеникот. Еве позицијата. Тури вода во него. Па Арон и неговите синови нека ги мијат своите раци и нозе со водата од него. Кога треба да влегуваат во шаторот на средбата, значи во светилиштето, или кога треба да се приближуваат до жртвеникот, да принесуваат жртва, значи било ваму, било таму, требало најнапред да се избијат. Значи, за да изгоруваат жртви паленици во чест на Господа, нека се измијат со вода, за да не загинат. Многу силен речник. Уште еднаш 21 стих вели, нека ги измијат своите раци и своите нозе, за да ја избегнат смртта. Тоа е траен правилник за него и за неговите потомци во сите поколенија. Значи, пред воопшто свештеникот да започне било која од службите требало првен да се измие рацете и нозете. Нема нечист. Поготово во влегување во првиот дел од светилиштето, или понатаму, нели, кај што само првосвештеникот влегувал, нечист, нема нечист. А знаеме дека ние, физички, грешникот доаѓа само до олтарот, меѓутоа со вера треба да поминеме тој пат. И за да влеземе таму, треба да влеземе очистени, оправдани. Уште еден стик спомнам околу, значи, видот на мијалникот, како е направен, 38 глава Излез исто, 8 стих, ова е као додаток, ова веќе главата каде што веќе се почнува изградбата, значи, предходно 30 глава беа инструкциите што му биле дадени на Мојси. 38 глава, 8 стих, вели, а потоа направи бронзен мијалник и бронзена подпирка за него од огледалата на жените, кои прислужуваа пред вратата на шаторот на средбата. Интересно. Ајде, еве, тука некако како да е прикажано тоа од огледалата на жените кои што служиле таму. Ова е интересно, што би ова значило. Значи, кажавме кај се наоѓал, позицијата меѓу жртвеникот и вратата на светилиштето. И зошто овие елементи, сега, ајде, вака да почнеме, значи, првиот елемент, олтарот и мијалникот се бронзени, ако ќе влезете веќе во светилиштето, се е од злато. Затоа што, тоа не го спомнавме до сега, меѓутоа
го знаеме, сме го спомнувале, веројатно, и порано дека во предворието е прикажана службата Христова на земјата. Кај што тој бил, значи, се понизил, станал како еден од нас, како слуга, човек, како еден од нас. Тоа е таа негова понизна служба овде на земјата и затоа е од бронза, на некој начин, како нели по невреден метал, меѓутоа после тоа се е со злато, тоа е веќе неговата служба на небото. И мијалникот е направен од полирани бронзени огледала, огледалата на жените кои што прислужуваа пред вратата на шаторот на средбата. Веројатно овие жени слични на пророчицата Ана во Лука спомната, само ќе нафрлам, 2 глава Лука 3:7 стих, како вдовицата вика до 84-та година не го напушташе храмот, служејќи му на Бога со пост и молитва ноќ и дење. Значи овие биле посветени жени кои што некојаш прислужувале овде и знаете кога се собирале оние донации, односно злато, сребро, жените ги предале своите огледала. И ова има некое значење, знаете. Што би можеле да кажеме? Тоа е како еден вид на символ на нивното откажување од светот, од суетата, од откажување од орудието на суетата. Огледалото е тоа. Од својата нарцисоидност, да кажеме, значи обземано со себе, заради повисоката убавина, убавината на светоста. Не мора да значи, меѓутоа ова убаво звучи. Откажување од светот. Меѓутоа, од огледалото нели ни открива несовршеноста или нечистотијата. И Божиот закон во Библијата е спореден со огледало. Еве во посланието до Јаков, можеме да отвориме, 1 глава, да се подсетиме на овие стихови од 27 до 25. Затоа отфрлете од себе секаква нечистота и последниот остаток на злобата и примете го со кротост во вас насаденото слово, кое може да ги спаси вашите души. Но бидете извршители на словото, а не само слушатели кои се измамуваат себе си. Многу силен стих. Зашто кој го слуша словото, а не го извршува, сличен на човек кој го наблюдува своето природно лице во огледало и ќе заборави каков бил. Ќе се погледне и ќе замени, веднаш заборава каков бил. А кој ќе се загледа, 25 стих, во совршениот закон на слободата. Значи, еве, паралелизам, значи, огледалото овде е споредено, значи, дадено како символ со совршениот закон на слободата и остане во него, значи, кој ќе се загледа во него и остане во него, некако заборавлив слушател, тука вистински извршител, тој ќе биде блажен во својата дејност. Да. И многу е важно, значи, и самиот свештеник или, еве, ако го имаме во предвид огледалото, како законот, да се видиме какви сме, односно да се видиме во онаа светлина како што Бог не гледа. Вистински онака како што Бог не гледа, затоа служи огледалото. И сега, знаете, значи рековме, не можете да влезете нечисти во првиот дел од светилиштето. И што ако имате погрешна перцепција за себе? Што ако мислите дека сте му предадени, затоа што и тоа значи и олтарот, тоа е меѓу друго и предаденоста. Денеска пауката не беше за тоа. Многу е битна, прво, предаденоста, за да потоа вие ги биете битките. Односно, Господ ги бие за вас, за да растете. Затоа што овој дел во предворието со овие два елементи всушност означува и го означува и нашето оправдување. А потоа, влегувајќи во светињата во првиот дел, е процесот на посветување, кај што ние растеме. Светиот Дух ни открива нови работи и ние ги прифаќаме и растеме со Божја помош, нормално. Господ ни доделува праведност секој ден. Овде ни е за сметаната праведност во првиот дел. Да не заборавиме
ова често пати се нагласувало може би порано, но може би во последно време и слабо слушаме за ова, и дека ние сме последната црква, седмата црква, Лаодикеја. А Лаодикејецот има еден голем проблем. Тој има сосема погрешна перцепција за себе. Или не се гледа во огледалото, или не знам што гледа во него. Така да, ова е многу битен момент, да се видиме какви сме во тоа огледало, а мијалникот не бил само огледало за откривање на чистотијата, туку и место за отстранување на нечистотијата. И овде свештениците, како што прочитавме, ги миеле своите раци и нозе, пред која било служба, значи да започнат. И интересно зашто ова вака, затоа што не ги миеле своите раци и нозе во мијалникот, туку од таму земале вода за да се измијат. Па затоа е можно, значи сега ова илустрација реков дека може би поточна, затоа што веројатно имало некој чеп, или како се вика ова, славина, да, од која што истекувало водата, па тие си ги миеле во овој другиот дел, раците и нозите, како и да е. Некои прикажуваат вака, ова слика е погрешна, демек садови, затоа што Библијата не се спомнате нигде некои додатни садови околу мијалникот, па си ги миеле на страна, значи раците и нозите. И ова има символика, не подсеќа нели на нозе, да, и тоа исто има символика. Понатаму ќе го спомнеме. Но веројатно вака било. И интересно е што Давид, го спомнавме 51 псалм, минатиот пат кога зборувавме неговиот покајнички псалм, зборувавме за покајанието, не само во 51 псалм, еве во 26 псалм, 6 стих вели: ги мијам своите раце во невинноста и го обиколувам Твојот жртвеник, Господи. Она за кое што зборуваме. Значи, први мијање на рацете. Исаија 52:11 исто стих кој што вели: очистете се вие кои ги носите Господовите садови. И сега секогаш, како што кажав, се спомнате тие два дела на мијалникот. Значи, направи мијалник од бронза и подножје. Значи, два дела. Интересно е што, ако забележате во описот, нигде не се спомнува колкава е големината на мијалникот. Што Господ заборавил, Мојсија заборавил, што е работата? Сек да има точни димензии, а мијалникот не се спомнуваат димензии. Има и тоа некој значење. Но се спомнува во Соломоновиот храм, кај што се било поголемо, како да бил некој, како Соломон да бил од Тексас, нели, обично од Тексас се е поголемо, така велат. Се спомнува дека бил тркалезен, а се спомнува таму и димензии. Сега, интересно колку све било поголемо, еве, чисто ќе спомнеме стих во Втора летописи, или како ќе му дојде тоа дневник, да, Втора дневник 4.2. Ова е описот за, значи, мијалникот во Соломоновиот храм, така наречен. Вели, тогаш излеа море, дори името му е море овде, што било големо, што од работ до работ мереше 10 лакти, беше кружно наоколу, високо 5 лакти, а во опфат, мерено со врвца, имаше 30 лакти. Дали земавме од прилика дека пола метар е лактот. Значи, доста голема димензија. Еве чисто за споредо, пошто немаме димензија за мијалникот во Мојсиевите книги, чисто да видиме колкав бил жртвениот олтар во Соломоновиот храм, па да споредиме. Втора летописи 4.1. Интересно, значи ова... Океј, како и да е, пак тука веројатно има некој елемент на онаа човечка... Сака нешто да направи лепно, нешто големо, нешто и мисли дека со тоа ќе... Како и да е. Втора летопис 4.1 вели: направи бронзен жртвеник долг 20 лакти, широк 20 лакти и висок 10 лакти. Жртвениот олтар во Соломоновиот храм бил 10 на 10 и висок 5 метри. Вау! Не знам колку е тоа 10 на 10, ама
Ќе ги поминеме ради, веројатно од тука, не знам. 10 метри. 9 метра ширината, значи по-голема од ширината. А колку беше во Излез 27.1, направи жртвеник од баграмово дрво долг 5 лакти. 5 наспроти 20, 4 пати поголем. Значи 2,5 на 2,5 на метар и пол висина бил оригиналниот, мислам онака како што Господ кажал. А во Соломониот храм, значи рековме 10 на 10 на 5. Сега може да мислите и мијалникот, значи колку бил зголемен, па дури наречен море. Како и да е, меѓутоа, не знам, веројатно Господ е толку милостив, толку е спремен, како што вели 1 Јовано 1.9, тој е верен, значи кој ќе го исповеда својот грев, тој е верен и праведен да не го прости гревот и да не очисти од секоја нечистотија. Господ е толку широк. Не знам, затоа нема димензии. Значи едноставно, дојдете кај него, покајте се и тој ќе ве очисти. Не само што ќе ви опрости гревот, туку ќе ве очисти од секоја нечистотија и ќе бидете како никош да не сте сгрешиле. Ајде така да заеме, ете. Затоа нема димензии. Нема димензии неговата љубов, неговата спремност да ни прости. Еве го стикот, значи Излез 30.19, кај што вели, па Арон и неговите синови нека ги мијат своите раци и нозе со водата од него. Значи стикот кој што покажува дека не си ги миеле внатре во него, а постојано обезбедувале, значи вода. Постојано требало да има вода. И затоа, веројатно, имало како некој вид на славина, па си ги миеле раците и нозите со таа вода која што протекувала, како и да е. Сега, оправдувањето. Оправдувањето започнава кај жртвеникот. Рековме, значи, тука е тој дел на кој што го символизира оправдувањето. Значи, кога грешникот одговара на тој повик на Светиот Дух, зборувавме за тоа, привлечене, доаѓа, влегува во дворот, принесува жртва, која што жртва секако му укажува на јагнето Божие, кое што ги зеде гревовите на светот и кое што еден ден, нели, во однос на нив, на нас е тоа минато, меѓутоа во однос на нив иднина, умира тоа јагне невино за нам да ни биде простен гревот. И ако ги исповедаме гревовите своји, тој е верен и праведен за да ни ги прости гревовите. 1 Јовано 1.9. И со тоа исповедање гревовите ние ја префаќаме всушност таа жртва која што е замена за нас. Христос го зема гревот врз себе и ја трпи казнат заради гревот, а ние сме слободни. И навистина, ако Синот ве ослободи, како што вели Јован 8.35, навистина ќе бидете слободни. Или Галатјаните 5.1. Христос не ослободи за слободата. Според тоа, стојте цврсто и не починувате му се пак на робскиот јарм. Ние тука, во овој дел, уште во предворието, ние се ослободуваме. Грешникот се ослободува од товарот на гревот. Еве еден многу јасен стих кој што ги опфаќа можеби двата елементи. Павле повторно, тој е мајсторот за оваа тема за оправдување. Римјаните 3.25 вели кога Бог го постави за жртва на помирувањето преку вера во неговата крв, за да се покаже неговата правда во пропуштањето на поранешните гревови во времето на Божјето долготрпение. Не беше тој стих, добро. Но жртвеникот е тој прв чекор во оправдувањето. Но оправдувањето продолжува кај мијалникот. Значи, како што спомнав, не само што Христос е верен и праведен, ако се покаеме да ни го прости гревот, туку и да не очисти од секаква неправедност. Единствено место во целото светилиште каде што се вршило чистењето е мијалникот. Што се случува? Значи, ако рековме крстот е символизиран преку жртвениот олтар
Исус умрел на крстот. Што се случува после неговата смрт? Што би символизирало мијалникот? Значи, тој умира, па воскреснува. Што имаме ние како чин? Денеска се спомна обрежувањето, како паралела во Новиот Завет е крштевањето. Крштевањето е таа вода, водата која што не чисти, но тоа е тој воден гроб кој што символизира умирањето на старото јас, на стариот човек и воскресение во нов човек. Излегувањето од водата. Римјаните 6 глава, ќе читаме познатите стихови од 4 до 6. И така преку крштевањето во смртта, погребани сме заедно со Него, така како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Таткото, така и ние да одиме во нов живот. Значи, зашто ако сме соединети со Него во смртта слична на Неговата, ќе бидеме и во воскресението слично на Неговото. Тоа го знаеме. Нашиот стар човек е распнат заедно со Него, за да биде уништено телото на гревот, за да не му робуваме веќе на гревот. Умирањето на старото јас. Затоа го спомнав она филозофска реченица на почетокот. Ако тука умреме, тоа ќе отворен патот за нас понатаму во останатиот дел. Тоа е предавањето. Тоа е умирањето за нашето јас, кое што може да кажеме дека тешко умира и затоа и самата Елен Вајд кажува дека нановото раѓање, кој што е пак, нели, мора да се случи како преку дух и вода, за Никодим, скоро читавме, е многу ретка појава, како што вели таа за во нејзино време. Вистина ви велам, и односно ти велам, му вели Исус на Никодим, ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божито царство. Овде ако не се случи тоа, чистење и предавање нема влегување во првиот дел од светилиштето. А тоа, имајќи во предвид службата Христова, тоа е пак Божето царство, веќе тоа е небото. Тоа е горе. Значи, кај жртвеникот ни се простуваат нашите греови, а кај мијалникот при крштевањето, значи тие ни се измиваат, така да кажем. 22:16 стих вели, што се двоумиш сега, стани, крсти се и изми се од своите греови, повикувајќи го името на Господа. Римјаните 5:24, прекрасен стих. И ние сме прочистени, кога сме прочистени, измиени или сакани, односно ова не е стих, се извинувам, Римјаните 5:24, само момент. Молам? Грешка ми е запишена, тоа беше. Да не е 6. Не. Каде што Христовата праведност не се припишува на нас, само многу... Не го немам баш стикот тука. Не, ама тоа е 6 глава, тоа знам дека е 6 глава. Па да, може и да е овој. Океј, ајде ќе го прочитаме. Кој беше предаден за нашите греови и беше воскреснат за наше оправдание. Благодарам. Се навраќаме повторно на онаа проповед Петрова дела, апостолски 2 глава 38 стих, го спомнавме стикот од порано, што вели Петар, покајте се и секој од вас нека се крсти во името на Исуса Христа. Ете, значи, за да биде целосен тој процес на оправдување, тука е и крштевањето. Значи, крштевањето е, да, тоа е символично, меѓутоа јавно признаваме пред небото и пред сите дека го прифаќаме Христа и неговата жртва, таа замеска жртва, и треба да се случи крштевањето, освен во некои исклучителни ситуации, како што, да речеме, го имаме примерот со
разбойникот на крстот. Покајте се и секој од вас нека се крсти во името на Исуса Христа за проштевање на вашите гревови и ќе примите дар од Светиот Дух. И еве сега доаѓаме до 51-иот псалм, само да ги спомнам оние стихови кои што и минатиот пат ги спомнавме, како тоа Давид го разбрал, значи дека е потребно чистење и чисто срце. Изми ме целиот од мојата вина, очисти ме од мојот грев, во вториот стих вели. 7 стих, пороси ме со босилек, или Исо беше, за да се очистам, изми ме и ќе бидам побел од снегот. Еве песна, стиховите. Боже, созда ми чисто срце, 10 стих, и постојан дух обнови во мене. 11 не ме отфрле од Твоето лице и не одземај го Твојот свети дух од мене. Значи, раѓањето преку духот и водата. Евреите 10:19. И така, браќа, кога имаме смелост да влегуваме во светињата преку крвта на Исуса. Тоа мора да биде преку крвта, но и водата. Или 10:22. Да пристапуваме со искрено срце во полна увереност на верата, со срца кои преку попрскување се очистени од зла совест и со тело измиено во чиста вода. Значи, крвта и водата, како што кажавме, како средства за чистење. Сега, интересна символика има во, се сеќаваме, нели, кога на Пилат му кажува дека Исус веќе издивнал на крстот. Малку чудно, нели, затоа што крстот бил така направен за да биде тоа долга и болна смрт. Но Исус знаеме зашто издивнал за кратко и Пилат праќа војник да провери целата таа ситуација и го пробудуваат во слабините со копје и што потекува? Крв и вода. Тоа се средствата за чистење на нашите гревови. Тоа било и пораката, значи дадена е жртвата и сега е понудена прошка и мијење и чистење од гревовите. Пак ќе кажам, значи, ово е тој почетен процес, тоа е процесот на оправдување, меѓутоа овде се случува чистењето, овде се случува оставањето на гревот, за да можеме да го продолжиме патот понатаму. И ако мијалникот е без димензии, пак ќе кажам, тоа некако убаво ми звучи, значи, затоа што простувањето е толку широко, толку големо од нашиот Господ. Или, како велеше стих, кој може да ја процени, кој може да ја види ширината, должината, висината и длабочината на Христовата љубов. Тоа е оно што Господ го направил за нас и наше е да му се предадеме. И видовме денес, без оглед каква битка биеме, без оглед, а сите биеме некоја битка, без оглед на какво поле сме, а тоа е бојно секако, мора претходно да му се предадеме, за да може полесно да живееме понатаму низ животот, затоа што тогаш Господ ќе ги бие битките за нас. Тоа е едно од, можеби, најтешките моменти денеска ја ни спомна. Матеј беше 6:33, така? Најнапред барете го. Да. Најнапред барете го Божјето царство и неговата правда. Тоа е толку тешка лекција. Што ја учиме? Тешко ја учиме. Затоа што ако првин тоа го бараме, ако Бог не е на прво место, тогаш сето друго ќе биде додадено. Тој знае се, дали е материјално, дали е што и да е. Здравје, што и да е. Прво Господ, па се останато. Слава нека му е. Амин.